Секојдневно и ние се вклучуваме во апелите за заштита и грижа на сопственото здравје. Ова утро ќе обратиме внимание на женското здравје. Посебно дали македонките ја створија таа навика, ја создадоа таа навика да го прават редовно, онолку што е пропишано, задолжителниот ПАП тест. Зошто? Затоа што токму ПАП тестот и неговите резултати може, драги дами, да ви го спаси животот. Доктор Корнелија Трајкова, специјалист по гинекологија и акушерство од клиничката болница Аџи Бадем Систина е утро во со мене. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата која со задоволство ја прифатив. Драго ми е и мене затоа што и со задоволство сакам да отварам теми кои што едноставно со кои што едноставно ќе апелираме за за сопственото здравје. Ова утро ќе објасниме детално што представува ПАП тестот. Зошто е потребно да се прави? Дали македонките создадоа навистина навика редовно да го прават ПАП тестот? Да започнеме од самиот почеток. Како ќе го дефинираме ПАП тестот? ПАП тест е метод на скрининг за превенција на рак на грлото на матката или карцином на грлото на матката, наједноставно кажано. Тоа представува една многу едноставна метода на земање на бриз од грлото на матката со цел навремено откривање на оние така наречени преканцерозни или премалигни лезии на грлото на матката. Со тоа што ќе напоменам дека карциномот на грлото на матката е една од ретките малигни заболувања кој што има една фаза на премалигни или преканцерозни лезии, предракови состојби на грлото на матката, кои што токму со оваа скрининг метода се детектираат, може да се детектираат и доколку се детектираат и третираат на време, тоа значи и апсолутно лекување, односно превенција, спречување на развој на овие лезии и прогредирање во карцином на грлото на матката. Виднаш ќе ве запрашам, зошто е особено потребен ПАП тестот? Токму затоа, како што самото име кажува, скрининг метода, како и секоја скрининг метода, тоа представува метода која што се практикува на одредена таргет популација, и тоа на поширока популација, во случајов кај жените во, условно кажано, во репродуктивна возраст, се со цел да се детектираат само оние жени кај кои што постои некаква промена, која што практично представува и ризик за развој на грлото на матката. Токму кај овие жени кои што ќе се детектираат со одредена промена на грлото на матката, ќе се спроведат понатаму дополнителни диагностички и терапевски процедури за спречување на развој на карцином, односно рак на грлото на матката. Колку често треба да се прави ПАП тестот и дали сите жени се обврзани да го прават, нели, ПАП тестот? Токму околу фреквенцијата на ПАП тестот и популацијата која што треба да се опфати, постојат многу варијабилни ставови. Сите тие се темелат на сериозни студии на кои што опфатиле голем број на испитаници. Значи тоа се препораки кои што излегуваат од сериозни здруженија кои се задолжени да ги прават анализите на голема популација. Практично се работи за медицина базирана на докази, а ние гинеколозите ги прифаќаме овие препораки. Препораките се менуваат и релативно често, сега има и доста новости околу тоа. Значи, постојат варијабилни препораки од типот дека ПАП тестот треба да се прави еднаш годишно, до 3 пати годишно, па во некои земји до еднаш на 3 години, во некои земји и еднаш на 5 години, во комбинација со скрининг за ХПВ типизација, односно откривање и на присуство на ХПВ вирусот, за кој што е апсолутно докажано дека е причинител на овие предракови и ракови лезии на грлото на матката. Меѓутоа, кај нас се уште постои онаа препорака и се практикува препораката дека ПАП тестот треба да се направи еднаш годишно како дел од оној базичен гинеколошки преглед кај секоја жена во репродуктивна возраст, односно започнувајќи, да кажеме, кај девојчињата од неколку месеци по започнување со сексуални односи, па се до периодот до 65 до 70 години. Америчките препораки се, например, до 65 години, доколку предходните 10 години немало никакви промени на ПАП тестот. Австралиските препораки се некаде до 70 па и до 74 години, така да апсолутно сепак зависи во однос на горната возрастна граница, зависи од предходната гинеколошка историја, дали имало некакви промени, дали не, зависи од постојањето
постојање на некакви гинеколошки проблеми, гинеколошки операции, третмани претходни. Меѓутоа, апсолутно ќе повторам уште еднаш е важно, особено младите девојчиња кои сега стапуваат во сексуални односи, да створат навика уште во почеток, дека гинеколошкиот преглед треба да биде дел од нормалниот современ живот, дека еднаш годишно минимум треба да се практикува гинеколошки преглед во кој што ќе се опфати меѓу другото и правење на овој пап тест, односно скрининг за преканцерозни лезии на грлото на матката. А дали македонките имаат створено таа навика да го прават онолку колку што треба, редовно, пап тестот? Така, полека се зголемува бројот на жените кои што го прават, кои што практикуваат редовни гинеколошки прегледи, вклучително и пап тест. Меѓутоа, апсолутно дека постојат и запоставени категории на жени и токму затоа се многу важни ваков тип на емисии, на застапување на оваа тема по медиуми, се со цел подигање на свеста на жената дека треба апсолутно барем еднаш годишно да посети гинеколог. Дали на пациентките со претходна операција на матката им е потребен пап тестот? Зависи за каков тип на операција станува збор. Доколку се работи за отстранување на матката и грлото на матката како резултат на малигна промена, во тој случај апсолутно дека е потребно и понатамошно следење, се зема брисот од вагината практично за цитолошка анализа и дополнителни други испитувања. Доколку се работи за бенигна промена која што била причина за отстранување на матката и грлото на матката, во тој случај е можно да се редуцираат прегледите. Исто така ќе кажам, зависно од возраста на пациентката, зависно од сексуалната активност, значи гинекологот е тој што ќе процени дали треба понатаму да се прават дополнителни испитувања. А доколку се работи за отстранување на матката без грлото на матката, значи во случаи кога се работи за оставено грло на матката, кога се работи за субтотална нецелосно отстранување на матката, во тој случај апсолутно е потребно исто следење како и кај жените кои што не е направен претходно никаков оперативен зафат. Дали постојат симптоми кои што ќе ни укажат дека сме инфицирани со ХПВ вирусот? Не, за жал, симптоми за инфекција со ХПВ вирусот не постојат. За жал, симптомите кои што може да се јават и кога ќе се јават е веќе предоцна, се работи за напреднат стадиум на карцином на грлото на матката. Меѓутоа, симптоми за ХПВ инфекција нема. Начинот на откривање на ХПВ инфекција е правење на токму земање на брис од грлото на матката и анализа за присуство на ХПВ вирусот, а тоа е една и од методите која што во последниве неколку години е апсолутно исклучително актуелна во гинеколошките кругови, па дури и како единствен скрининг тест за превенција на грлото на матката, кој што веќе во некои од земите почнува и да се применува. Дали само вакцината против ХПВ е единствената заштита од ХПВ вирусот? ХПВ вакцината е апсолутно заштита од оние ХПВ вируси за кои што таа е наменета, бидејќи треба да им биде јасно на луѓето дека ХПВ вакцината штити само од неколку типови на ХПВ вирус, не од сите, и тоа од најчестите, од оние што се најчесто изолирани кај пациентки со карцином на грлото на матката, како апсолутно имунодефициентна состојба на организмот, па дури бактериски, други неспецифични инфекции на грлото на матката, на вагината, се предуслов за полесно инфицирање со ХПВ инфекција, така да и покрај вакцината сепак треба да се практикуваат овие хигиенски мерки, да се води еден здрав живот, да се практикува физичка активност, сите тие се битни фактори да се колку може да се превенира инфицирањето со ХПВ вирусот. Дали треба да се запрашаме доколку имаме некоја габична инфекција на вагината или пак оние брадавички како израстоци дека се веќе предиспозиции за добивање на карцином на матката?
Конкретно за габична инфекција не е предиспозиција, меѓутоа апсолутно дека секаков тип на инфекција доколку се детектира на грлото на матката и на вагината треба да се третира, затоа што нормално секоја хронична инфекција е ризик за накалемување, да кажеме, и на уште други типови на инфекции. Габичките се резултат на HPV инфекција, меѓутоа овде се работи за оние нискоризични типови, па дел од тие се опфатени и со вакцината и штитат од HPV инфекција. Меѓутоа, токму затоа се препорачуваат и овие гинеколошки прегледи еднаш месечно, за да се откријат не само преканцерозни лезии, не само HPV инфекција, туку и други типови на инфекција кои што може да се откријат и само со клинички преглед, нема потреба од дополнителни испитувања и многу едноставно може да се третираат. Што кога ќе добиеме позитивен одговор на ПАП тестот и дали се можни грешки? Позитивниот одговор на ПАП тестот е малку широк поим, со тоа што има многу различни работи кои што може да се видат на ПАП тестот. Толкувањето, односно резултатот од ПАП тестот се добива унифицирано според одредена класификација која што практикуваат патолозите кои што го прават практично читањето на брисот и од нив ги добиваме резултатите, а ние гинеколозите сме должни тоа да го протолкуваме и да дадеме соодветни препораки на пациентката, така да постојат неколку типови на промени кои што може да се детектираат, да започнеме од едноставна габична инфекција, инфекција со трихомонас, кокоидни бактерии, па дури и до предракови, преканцерозни лезии на грлото на матката или само една сугестија дека е можно да постои HPV инфекција врз основа на она што е видено на тестот. Суштината е во тоа што гинекологот треба да одреди што понатаму со пациентката, дали е потребен некаков третман, дали се потребни дополнителни диагностички процедури. Исто така треба да биде јасно дека со ПАП тестот не може да се откријат сите инфекции на грлото на матката, затоа е потребно понекогаш да се направат и дополнителни испитувања, дополнителни микробиолошки брисеви. Апсолутно е потребно кога се зема ПАПот, гинеколозите сме должни да видиме како тоа изгледа клинички, дали клинички се гледа некаква промена на грлото на матката или слично, и врз основа на целокупната и клиничка слика и резултатот од ПАП тестот да се даде понатаму препорака. Ке издвојам дека доколку се добие резултат за предракова состојба од втор, од трет степен или оние ЦИН-2, ЦИН-3 лезии кои што верувам и на гледачките им се веќе апсолутно познати, во тој случај е потребно да се направи дополнителна анализа што представува хистолошка верификација, бидејќи ПАП тестот, со ПАП тестот се прави цитолошка анализа. Тоа представува анализа само на поединечни клетки кои што се земени од грлото на матката, а за дефинитивна диагноза, и треба да знаеме дека ПАПот не е дефинитивна, со ПАПот не добиваме дефинитивна диагноза доколку откриеме некаква промена, туку за дефинитивна диагноза е потребно да се направи хистолошка верификација, што подразбира земање на ткиво од грлото на матката со биопсија и така наречена ендоцервикална киретажа, со хистолошка анализа на ткивото, и во тој случај веќе ќе добиеме дефинитивна, сигурна диагноза за каков тип на промена се работи. Врз основа на степенот на промената се препорачуваат понатаму терапевски и дополнителни диагностички процедури. Да сумираме еден апел и еден совет до сите оние наши гледачки кои што се во моментов со нас и го следат разговорот. Што ќе им препорачате и како ќе ги советувате? Ова нека биде совет и односно апел за практикување на гинеколошки прегледи барем еднаш годишно, доколку е потребно гинекологот ќе процени да се направат гинеколошки прегледи и почесто од еднаш годишно. Тоа е начин да се заштитиме себе си, тоа е еден начин за здрав живот и за да превенираме развој во карцином на грлото на матката, значи состојба која што апсолутно може да се превенира, да се открие на време и да се лекува и третира, со што би завршил третманот и би се спречил развој на карцином на грлото на матката. Доктор Корнелија, навистина ви благодарам за овој утренски разговор. Деталното објаснување за ПАП тестот и неговата важност, а секако и за апелот и советот упатен до нашите гледачки. Ви благодарам на поканата.